би сакал да потенцирам она што неколку дена наназад го потенцирав, а тоа е дека ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија во своето функционирање во собранието ќе ги почитува уставот, деловникот и парламентарната пракса во насока на заштита на државните и национални интереси на Република Македонија. Ние нема да прифатиме партии кои што покажа во минатите години многу пати како се блокира собрание, како се поднесуваат илјадници амандмани, како се блокираат над 150 закони, да држат часови и лекции за тоа како собранието треба да работи. Едноставно, сето она што ВМРО ДПМН ќе го постапува во овој период е во согласно со Уставот на Република Македонија, со деловникот за работа на собранието на Република Македонија, односно нашето право за дебатирање формално го црпиме од слободите и од демократијата која што нашите највисоки правни акти ги дозволуваат. Од друг аспект, суштински, ние цениме и мислиме дека собранието на Република Македонија како највисок државен орган има обврска отворено, јасно, прецизно, без криење, без молчење и без ќутење да дискутира за сите суптилни и значајни теми кои што се отворија после одржување на парламентарните избори во Република Македонија и кои што теми имаат такво значење што навлегуваат во целосно редефинирање на концептот на функционирање на Република Македонија како граѓанска и унитарна држава со мултиетничко општество. Вие сте сведоци дека минатите неколку денови видни раководители на СДСМ повикуваа на дебата. Собранието на Република Македонија е правото место за дебата. Не е проблемот во тоа што пратениците на коалицијата за подобра Македонија се пријавени за дебата и за дискусии и за реплики. Проблемот е во тоа што пратениците од СДСМ ја избегнуваат таа дебата. А всушност пратениците од СДСМ имаат многу теми на кои што мораат јасно да дадат одговор. А тоа е што прифатиле, каков е оној закон за кој што и господинот Заев и господинот Ахмети кажаа дека е окончан, затворен, законот за јазици, какви се последиците од прифаќањето на платформата од Тирана, за која што многу видни раководители пак на ДУИ кажаа дека е целосно прифатена од Социјалдемократскиот сојуз и кој е концептот по кој што тие планираат во иднина да работат. Друг аспект секако е состојбата во која што мнозинството од гласачи, македонци, припадници на македонската етничка заедница се ставаат во опозиција, со што, за жал, некои од политичките партии свесно сакаат да наметнат дестабилизација на Република Македонија, односно ставање на најголемиот народ, најголемата заедница во Република Македонија во опозиција без право на партиципативност и одлучување за иднината на Република Македонија. Ние ќе се бориме против тоа, користејќи ги сите уставни и деловнички можности. Да појаснам околу деловничкиот аспект, што би беше најголема дилема предходно. Деловникот за работа на собранието на Република Македонија дава две алтернативи за предлагање на кандидат за председател на собрание. Првата алтернатива е комисијата за прашање на изборите и именувањата, втората алтернатива е 20 подписи од пратеници. Но, да потенцирам, едната алтернатива не ја поништува другата алтернатива. Тоа значи, во рете, легитимно е 20 пратеници од СДСМ да го предложат колегата Талат Џафери за кандидат за председател, но на тој начин тие 20 пратеници воопшто не можат да гоускратат правото нити на комисијата за прашање на избори и именување да предложи еден или двајца кандидати, нити пак на другите пратеници во рамки на деловничките можности да дадат своји предлози за председател на собрание. Така да, гестот на СДСМ да го предложи господинот Талат Џафери за председател на собранието е нивно право и нивна одлука, ние го почитуваме тоа, но велиме дека тој гест на пратениците од СДСМ не ја исклучува можноста други 20 пратеници да предложат друг кандидат или други 2 пати по 20 или други 3 пати по 20 пратеници да предложат нови кандидати, нити па исклучува можноста и правото гарантирано со деловникот и комисијата да излезе со свој кандидат. Затоа мислам дека колегите од СДСМ воопшто не треба да се нервираат околу постапките и процедурите.
сите тие ќе бидат запазени во рамките на деловникот и во рамките на Уставот на Република Македонија и ни седна дебата од која што они очигледно бегаат, но мислам дека нема да можат долго да бегаат, ќе мора отворено, ачик пред сите вас, пред представниците на медиумите, но уште позначајно пред граѓаните на Република Македонија, да ги отвориме сите теми, онака како што до вчера и нивниот председател господинот Зоран Заев повикуваше. Дебатата на политичките партии и на политичарите е токму тука во собранието. Ако СДСМ одбива да учествува во таква дебата, тоа не е однос спрема ВМРО-ДПМН, не е навреда спрема пратениците на ВМРО-ДПМН, на коалицијата за подобра Македонија или спрема другите пратеници во собранието, тоа е директна навреда и презентирање на ароганција спрема сите граѓани на Република Македонија, кои што овие денови очекуваат јасни и прецизни одговори на сите дилеми. На крај би сакала да се заблагодарам на тоа што и представници од Социјалдемократскиот сојуз и представници од ДУИ на почетокот на самата седница на некој начин и верификуваа дека сето ова што како дискусии ние го тераме е сосема во рамките на деловникот за работа. Меѓу другото имаме и реална парламентарна пракса која што го покажува ова во минатото. Еве тука да завршам, за детали повелете. Се уште не можам да одговорам на тоа прашање, мислам дека кога ќе дојде момент ќе дадеме прецизен одговор. Повелете. Сега што ќе се случи? Има пауза, Значи сега, за да биде појасно, ве молам внимавајте на овој елемент, сега мора да продолжи третата точка на седницата на собрание и по сите правила оваа точка мора да биде завршена, за да може да се премине на следната точка. Значи не е можно среде отворена точка да се прекине и да се премине на друга точка. Тоа никогаш не било возможно, мора да заврши. Мора оваа точка да заврши за било каква друга постапка во иднина во собранието. Тоа ќе видиме во зависност од, видите, ние многу пати кажавме дека најдобра варијанта за сите граѓани на Република Македонија и за сите да речем заинтересирани, дали оние 200-250 илјади луѓе кои што протестираат, дали за земјоделци, дали за студенти, дали за бизнисмени, најдобра варијанта и со оглед на тоа дека некој се обидува мнозинството да го стави во опозиција и со оглед на соодносите помеѓу партиите во самото собрание, и тоа не само помеѓу, да речем условно кажано ВМРО-ДПМН и СДСМ, туку и помеѓу партиите кои што ги представуваат албанците, најдобро, најзрело решение кое што најмалку време ќе зафати е распишување на предвремени парламентарни избори. Повели? Ќе ви објаснам. Оваква ситуација кога државата без функционални институции, дали вие како пратенци на ВМРО-ДПМН ќе преземете одговорност ако утре колабира целиот систем, ако искушат луѓе на улица? Видете вака, луѓе на улица има секој ден. Ние не сме тие што ги игнорираат луѓето на улица, а во одредени денови таа бројка достигнува и 200-250 илјади луѓе. Да ви споредам што значи тоа. Тоа значи како од 8 до 10 милиони луѓе секој ден да излегуваат на протести во Германија. Тие политички партии кои што се прават дека не го гледаат тоа и кои што не сакаат да ги земат во предвид барањата на граѓаните на улица, тие ќе треба да ја сносат одговорноста, заради тоа што во ваква ситуација никој не смее и не може да се прави слеп. Прва работа. Втора работа, ние сме превземале одговорност и обврска пред граѓаните на Република Македонија дека на демократски начин, користејќи и сите слободи и права од Уставот и Деловникот, ќе се бориме за зачувување на државните и национални интереси на Република Македонија. Тоа што го правиме, цениме дека е токму тоа. Не сакаме да дозволиме никакви тајни договори, никакви тајни преговори, никакво бегање од дебата да влие на било какво редефинирање на унитарниот граѓански карактер на Република Македонија и на незиното мултиетничко општество. Повели Светла? Значи, рековте дека сега ќе се продолжи со третата точка. Дали значи дека оваа иницијатива од 20 седмици нема да биде земена во обзир додека не се истрпат сите овие 50 говорници, сите нивни реплики, контрареплики, повторно. Значи, вие подолго време следите и вие собрани и други ваши колеги, мислам дека знаете дека на отворена точка
без да се затвори таа точка, собранието не може да помене на следната точка. Тоа е еден момент. Друг момент, реков, предлогот од СДСМ за Талат Џафери е легитимен и е реалност во собранието и тој ќе биде земен во предвид во моментот кога ќе се отвори четвртата точка, но тој предлог не го исклучува правото на комисијата и на други групи од по 20 пратеници да достават други предлози. Значи, ние не живееме повеќе нити во социјализам, нити во комунизам. Немаме еден човек за кој што ќе гласаме, веројатно заради тоа што е собранието такво какво што е, бројките, соодносите, веројатно и треба да се остави можност и за други партии, групации, групи во собранието да достават предлози. Предлогот за Целосно блокирање на процесите, имате тоа? не е целосно блокирање на процесите, ова е барање за отворена дебата по сите значајни теми. Повели Весна? Ве молам само да Какви се проценките, колку може да трае ова? не би можел да ви кажам, заради тоа што тоа зависи од зрелоста и на другите политички партии да ја прифатат реалноста која што е актуелна и во собранието и надвор од собранието на Република Македонија. Повелете. Дали за комисијата имавте договор? Зошто се уште се договорите? Да, има договор за комисијата кој што не е базиран на добра волја на ниту една политичка партија, туку е базиран на соодноси предвидени со деловникот за работа на собранието и на парламентарна пракса. Значи СДСМ не е добродетел со тоа што ВМРО ДПМН има 6 члена во таа комисија или има председател на таа комисија. Тоа право нас ни го дале граѓаните кои што во најголем број гласале за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Нашата дебата не е само од формален карактер денеска, туку нашата дебата е и што оваа комисија како политички продукт треба да го достави до собранието. Затоа апелите се оваа комисија многу сериозно да ги земе во предвид сите аспекти на протести на улица, сите аспекти на дилемите околу тиранската платформа, сите аспекти на дадените лажни ветувања, лажни тврдења и така натака и така натака. Затоа мислам дека дебатата е во ред, би биле среќни доколку во дебатата се вклучат и другите пратенички групи. Значи, не е проблемот во тоа што пратениците од нашата коалиција зборуваат, проблемот е во тоа што пратениците од СДСМ ќутат. Повелете. Да кажем, проценките од СДСМ нема да не следат. Дали ќе се откажете од ПСД јавен суд? Јас реков дека сите демократски слободи кои што ги гарантира нашиот устав ќе бидат искористени од наша страна во насока на зачувување на државните и национални интереси на Република Македонија. Тоа ни го дава уставот, но и го бараат секојдневно граѓаните од нас. Вие па да Знаете ли 3 часа со кого дебатирате? со граѓаните на Република Македонија. Благодарам. Повелете. Рековте, че ги користите сите демократски и процедурални начини да спречите ова што оние што сега се само се другите партии. Дали значи дека прејавувањето на десетици реплики и долги говори е еден од начините со кои без крај ќе спречите? Видете, ние не сакаме да спречиме, ние сакаме да дебатираме и сакаме пред собранието да донесе било каква одлука да испаднат на виделина сите скриени договори кои што СДСМ под уцена ги прифатил во минатиот период. Тоа сакаме да го постигнеме. Ви благодарам на сите. Молам? Јас прашав пред да дојдам наваму, заради тоа што видов во медиумите дека е тоа дилема. Ми беше кажано од службите дека имало пријава за присуство на представници на дипломатски представништва. Веројатно, после нивното заминување би било добро да си бидете таму каде што ви е местото. Нема дилема за тоа. Благодарам.